околу тезата, прво дека референцата ќе трае 3 месеца, тоа беше политичка теза за внатрешна употреба, че ни во една резолуција не пишува колку ќе трае. Во 817 резолуцијата пишува дека треба да се разговара за проблемот кој Грција го има околу нашето име и во меѓувреме ќе ни се обраќаат натре во Обединетите нации под познатата референца. Во следната резолуција 845 пишува тоа да се разреши што побрзо тој разговор, значи, ништо повеќе. За Звонко би сакал да потенцирам дека од разговори во преговори влегуваме, значи, во тој мод со подпишувањето на времената спогодба. Значи, времената спогодба која што ни се случи у фаза на шатл дипломатија, што значи Холбрук беше Атина, Скопје, Белград и така натака, и мислам дека и едните и другите политичари нема голем избор да не ја подпишат, и тоа така ви се случува, кога не ги решавате сами проблемите, некој друг ви ги наметнува, мислам, тоа е вообичаено. Сега, денеска, кога решението повторно после 2008 година се политизира и сме во една исклучително партизирана фаза на преговори, каде што секоја партија си има свој став и го изјавува, мислам дека повторно влегуваме во фаза каде што се плашам да не дојдеме како во 2001 или во 95-та, каде што одредени политичари со црвените во ушите и во образите ќе потпишуваат нешто. Од тој аспект и во претходната сесија прашав дали е возможно да се врати прашањето во дипломатските води и тогаш ќе се реши нормално, а иначе ќе не се случи некој Кемп Дејвид или не дај Боже Дејтон, кој што знаеме не донесе баш најстрикно решение и за Босна. Благодарам. Дали има конкретно прашање или тоа само коментар беше? Коментар. Да. Ќе ве молам, дали има уште прашања, би собрал 3-4 прашања и би дозволил потоа панелистите да одговорат. Све е јасно. Ги исцрпивме, сакате да кажете темите, така? Еве, таму. Здраво на сите, моето име е Марија. Прашањето ќе го поставам до Александар Спасиновски. Зборувавте за потребата од зголемување на професионалноста на нашата дипломатија. Меѓутоа, во 2008 се случува измена на Законот за надворешни работи, односно измена во она што е предвидено како минимум назначување на дипломатските представници, односно амбасадорите. Предвидениот минимум во таа ситуација 3/4 амбасадори кои ќе бидат назначени од редот на дипломатските представници се заменува со една друга бројка, односно 3/4 кои треба да бидат назначени, оно наводници ќе го ставам политичко назначување. Така да, како промената во овој процент оди во линија со она што вие го тврдите, а тоа е дека се треба да се залагаме за професионализација на дипломатскиот кадар. Добро, јас би дозволил уште 1 до 2 прашања максимум, доколку има. Би ги затвориле со... Еве, имаме позади едно прашање. Повелете. Здраво, моето име е Србиновска Татјана. Јас сум студент на правниот факултет и пред се сакам да го поздравам професорот Денко Малевски, за мене професор, бидејќи беше чест и задоволство да се присуствува на неговите предавања. Она што се случува денувива, што го слушам денувива во јавноста, па не само денувива и веќе подолг временски период, е тоа дека плюс и за она што говореше професорот, за често го споменуваше во неговите излагања, консензусот, кој што јас не го гледам меѓу политичките партии овие денови, кој нема заеднички ставови, кој не е ни заинтересиран да одговори на прашањата. Моето прашање е до Гордан Георгиев. Колку мислите дека кај политичките партии преовладува личниот партиски интерес место националниот? Благодарам. Вред, би дозволил да ви уште евентуално едно прашање доколку постои. Еве, господинот во третиот ред, во четвртиот ред, пардон. И со тоа би ги завршил рундата на прашање, да дозволиме да се осврнеме малку на нив. Повелете. Радар Рековшевски од Факултет за безбедност Скопје. Факт е дека постои отсуство на политички консензус и сега во една таква констелација, а во насока на редефинирање на приоритетите во надворешната политика,
што би подразбирале новите национални интереси наспроти оние што се етнички и политички. И второ прашање, многу интересен е аквариум овде, инспиративен. Рековте, преска го слушав и професорот Денко Малевски исто го спомна тоа, за малите риби кои имаат среќа. Значи, дали малите риби имаат среќа ако имаат другари кои се китови? Во ситуацијата со Македонија, што би значило тоа конкретно? Македонија дали навистина има стратешки партнер, значи дали средбите се прават проформа или едноставно има конструктивност на тие средби во рамки на дипломатијата и кои се бенефитите кои може да ги извлече Македонија во тие средби? Зашто едно е сликање за пред јавност, зборувам за од 91 до денеска, а друго е акции конкретни во дипломатијата кои значат подршка нели во евроатлантските интеграции. Спроведов едно истражување во 2009 конкретно за оваа проблематика за стратешки партнер. Значи во рамки на САД е многу јасно, мислам во рамки на НАТО е многу јасно, меѓутоа во рамки на ЕУ каде што воглавно се фокусирани целите на македонската дипломатија и каде што малце поинаку се третира проблемот со името, Македонија мислам дека се уште има проблем да изнајде стратешки партнер. Тоа покажа резултатите од истражувањето. Верувам, се надевам дека тоа денеска е сменето, меѓутоа последниот извештај на Европската комисија од ноември и промената на ставот на Германија кога се наметна нов спор со Бугарија, некако не ме убедува во тоа. Благодарам. До кого само го поставувате прашањето, за кого беше? Кој ќе се пронајде? Добро, кој ќе се пронајде. Добро, мислам дека